Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Секогаш знаеш да им го кажеш на колегите. Ама дека ги сакам. Само Секогаш затоа. знаеш да им кажеш така, убаво да се објасниш. Добро утро, звук што се гледа и добре ни дојдовте на Радио 2. Ќе ги поздравиме и гледачите на македонската телевизија, но и сите оние кои што веќе не следат во живо и на Facebook и на Instagram. Нашата фан страна таму е Радио 2 МРТ. И таму и ваму, и на Инстаграм, и на Фейсбук ве очекуваме каде ви е подраго, каде ви е помило, каде можеби повеќе преферирате да се дружите на која од двете социјални мрежи. Нам ни е многу драго што навистина тоа го правите и немате проблем да ни споделите кога ќе ве мотивираме за нешто. Например, вчера зборувавме за денот на меѓународниот ден на самовилите, па инспириран од нашиот муабет еден слушател, наш драг, кој што не изненади со фотографија. Ете, фотографијата сакаме да ја погледнеме ако е подготвена, заради тоа што е премногу симпатична и смешна. Да, јас сум во улога на самовила. Ке го поздравиме Зоран Бојаджиевски, кој што со помош на вештачка интелигенција ве ни креираше ваква фотографија. Вели, вчера ме инспириравте, па еве да ве поздравам, еве ќе ве те поздравиме и ние. Во знак на благодарност на пресимпатичната фотографија, едноставно не можам да се воздржам, а да не му посакам да ни дојде овде во македонската телевизија, заради тоа што за него ќе има една чашка со логото на звук што се гледа. Ете, барем додека го пие првото утринско кафе и додека не гледа, да не дружи со чашка. Малку посвежо е утрово, 23 степени Целзиусови во моментов имаме во Скопје. Вчера ова време имавме 27 степени Целзиусови. А генералиите за овој четврток велат 176 ден во годината, петиот ден од ова лето 2026 господово, до викендот ни останува само уште еден работен ден, ако не го рачунаме секако денешниот, 25 јуни сме денеска, ни остануваат уште 27 четвртоци до крајот на 2026 година. Математика праење по себале, браво. Ова Зорка ја направи математиката, ама бидејќи си кажа за социјалните мрежи, јас овие податоци, Остана, така да, малку ги помешавме лонците. Четврток се смета за најдобар ден за планирање на викендот, барем така еве се верува во народот, но и за завршување на обврските што ги одложуваме од понеделник. Се замисли од понеделник да одложуваш обврска, вторник, среда, четврток дури да ја направиш, малку е неодговорно, ама што ме во оваа работна недела, добро, се важи дека е завршена. Добро, има и луѓе кои што ќе кажат ајде четврток оставам за од понеделник, на пример јас сум. Мајка мила. Па, Истражувањата покажуваат дека луѓето во четврток всушност се чувствуваат најоптимистични отколку од било кој друг работен ден, затоа што викендот е доволно блиску да го намирисаат. Има логика. Мириса на викенд. Мириса. Мене на кафе ми мириса. Добро утро. Кој како? Добро утро, звук што се гледа и останете на Радио 2, ве дружиме до 8 часот. Кога е времето во прашање, температури помеѓу 34 и 38 до следниот вторник за главниот град. Не времето и вчера не одмина, иако беше најавено. Меѓутоа, знам, односно, читав информација дека тоа не било така со сите градови. Ако не се лажам, Битола врнежи од дожд и грмежи, а Скопје повторно светкаше никаде од страна, ама како да си рече, ај ќе ве поштедам и денес и благодарам што не изврна толку многу. Следни врнежи од дожд никаде вторник, среда, барем така покажува мојата апликација, а дотогаш сончево време, убави денови и високи температури од кои што ќе треба да најдеме начин како да се сокриеме. Во однос на собрајкиот има еден интересен фан факт за денот четврток, дека е меѓу деновите вели со најголем интензитет на собрајки во многу градови, бидејќи покрај редовните обврски почнуваат и викенд плановите. Накратко петок можеме да го прогласиме за виновен уште од четврток. Прекрасно. Раздвижено е во Скопје утрово, има гужва, стандардно во овој дел од утрото, 7 часот 33
4 минути. Каде сте вие заглавени? Ајде јас да не лосирам булевари и крстосници. Ако некаде има гужва во моментов, ве чекаме да ни пишете на Радио 2 МРТ, нашата фан страна секако, а на кратко само за оние наши слушатели кои што се на државните патишта да видиме што вели на сајтот на АМСМ во однос на границите. Нема гужви вели на границите, АМСМ на нивната веб страна, но само издвојуваат еден граничен премин, тоа е Богородица, зголемена фреквенција вели на возила. Колку се чека, како се чека, Радио 2 МРТ, ве чекаме да ни пишете. Таму, Македонија, добро утро. Добро утро. Може музика, да. Заборавивме да ја најавиме. Има ли излез од ова дно? Има ли нешто добро од ова зло? Има ли што ми правиш несреќо? Не си тихо, сите волци и муси на моите солзи. Само тафо ко приви, токсични се твоите допири. За мене, за мене, за мене. Бога ми, Бога ми. Што би ти на мое место, сестро? Што бидеш ти на мое место, направи да му е тешко. На рани да му ставиш соли, кога така сладко збори. Мана ми, нека плаче, пати моли, макар друга да го боли. Мана ми, пази што ми правиш несреќа, кога кршиш се што ми е веќе ценно. Сето, веќе мене не ме допира, тие трошки сега кој ги добива. Не си тихо, сите волци и муси на моите солзи. Само тафо ко приви, токсични се твоите допири. За мене, за мене, за мене. Бога ми, Бога ми. Што би ти на мое место, сестро? Што бидеш ти на мое место, направи да му е тешко. На рани да му ставиш. Александра Јанова беше тоа со сестро. Сигурно сум дека ужива во првите месеци од мајчинството. Тазе, едноставно, како што ние уживаме во звуците на песните кои што таа ги создаде, а се надевам дека мајчинството ќе донесе плюс инспирација, да не, ете, можеби почести со некој нов хит. Денес е инспирација. Убава инспирација, и да. хитови кога се веќе во прашање, следната информација за тоа што се случува на денешен ден. Да. Денес љубителите на музиката ширум светот го одбележуваат светскиот ден на Битлси. Тешко е да се најде бенд што оставил поголема трага во популарната култура. Интересно е што кога Битлси настапувале во 60-тите години, врескањето на публиката било толку гласно што тие честопати не можеле да се слушнат ниту самите себе на сцената. Ова значи дека луѓето плаќале карта за концерта, дома се заминувале без да слушнат половина од песните. Да, ма затоа имале што да раскажат цел живот. Денес, например, сите снимаат со мобилен телефон, а никој не се сеќава што се случило на концертот. Снимаш ли на концерти со мобилен телефон? Нормално дека да. Да, нели, да прикажеме на другите дека сме биле. Да. А не мислам дека е тоа поентата на концертот, ама добро. Што е тука? Светски ден на Битлси. Срекни Битлси. Срекни Битлси на сите што ги слават. Ние продолжуваме понатаму затоа што денес е и ден на телевизијата во боја. Денес го славаме денот на телевизијата. Помладите можеби и не можат да замислат како тоа изгледало, но милиони луѓе прв пат го гледале светот на телевизија само во црно-бело. Кога почнало емитувањето во боја, тоа било вистинска технолошка револуција. Денес ако интернетот застане 3 секунди, имаме чувство дека живееме во камено време. Па да, нашите родители биле преслеки само затоа што тревата конечно била зелена на екраните. А порано кога ќе снимаше програма на телевизија, немаше толку паник, мравки, се чекаш. Така се вика мравки, да.
Денеска уште еден интересен ден, ракувањето, ден на ракувањето. Добро утро. Ракувањето е старо повеќе од 2000 години, не знам дали сте знаели, првично служило како знак на доверба, начин да покажеш дека не носиш оружје и дека доаѓаш со мирни намери. Да, но денес има најразлични видови ракување, како формално, пријателско, спортско. Како е спортско? Спортско е како... Спортско вака, најверојатно. Да И она најнепријатното, кога едниот подава рака, другиот тупаници и на крај двајцата прават чудна кореографија Да, во или воздухот. некогаш кога некој ќе ти ја стисне премногу раката, дури ти е непријатно, Да. тоа делува како од едната страна дека има самодоверба, ама Доминација. ти и дој чекаш да ти ја пушти раката затоа што не ти е пријатно. Да, има повеќе видови на ракување и се уште се практикуваат. Бидете внимателни, мислам дека има цела култура околу тоа како треба со кого да се ракуваш, па истражете на интернет. И за крај, најубавото нешто, денес е денот на радоста. Да, Едноставно. денот на радоста или денот кога ќе сватиш дека четврток е многу блиску до викендот и останал само уште еден аларм. Денешниот ден не потсетува на нешто многу едноставно, дека радоста не мора секогаш да доаѓа од големи работи. Добро, или например кога ќе сватиш, кажавме во најавата дека четврток е ден пред викенд, дека ни останал само уште еден ден до петок. Тоа е Да радост. сме Вана, јас и ти Така. заедно 50 на години од сега, како се смееме, си ги гледаме старите емисии. Леле, ти текнували тогаш кикери како Па добро е за 50 на години кога кажа. Значи, тоа беа денешните Ако имаме светски денови. заби, да. Добро, добро утро, звук што се гледа на Радио 2. Добро утро. Кажа, ако имаме заби, не Ако те имаме исперцепирав. Добро. Ако имаме заби, зашто? За да се смееме. Види, и без Па добро, заби и ќе без се заби ќе смееме. се Нема смееш, никаков ме збуни. проблем, битно е да се смееме. Време е за срекни вести на Радио 2. Во звук што се гледа. Утрово ни пристигна една срекна вест. Приходите од извоз на македонското вино рушат рекорди. Сега германците, британците и американците конечно ќе уживаат во врвни македонски вина, а ние како добри домаќини ќе ја прифатиме традиционалната филозофија, чувај го најдоброто за гостите. Па мислам за себе си. Затоа, кога ќе поминете покрај убавите лозија во тиквешијата, треба гордо да си кажете, ова грозје еден ден ќе го пие некој богат французин. Затоа, драги наши сограѓани, кренете ги високо вашите празни чаши, да наздравиме за странските потрошувачи, кои што се опиваат на наша сметка со најубавите вина. Извозот расте, тоа е всушност информацијата, профитот оди кај извозниците, а за нас останува најважното, гордоста дека сме извезле убаво македонско вино. А следната срекна вест ни доаѓа од Битола. По цели 3 децени, или со Добро. други зборови 30 години чекање, локалните власти со гордост објавија дека конечно почна реконструкција на улицата Дебарска во Битола. Видов вчера и тоа после дождот, откако ја направил После масакар дождот иде улицата. сонце. Ете Ова така. историска вест всушност падна како гром од ведро небо за жителите од ова мало, кои веќе беа длабоко убедени дека кратерите и дупките на нивната улица се всушност еден вид заштитено културно богатство. Па добро. Јас сум пресреќен, на оваа улица се родив, на овие дупки проодев, тука ја скршив првата нога, а еве сега пред пензија дочекав да видам и багер, вака изјави со насолзени очи еден жител од оваа улица. Битолчани, нека ви е со среќа, па здравје Боже за следната реконструкција на улица, ќе известиме таму некаде околу 2056 година. Кога ќе бидеме без заби, така и кога ќе ги гледаме Ама старите пак ќе се емисии, смееме, ако така. те слушаме тебе. Добро утро, ова е звук што се гледа, останете на Радио 2. Седум часот е 43 веќе минути. Продолжуваме со авантурите на нашиот колега Тик-так низ Норвешка. Не прошета низ живописни села, неверојатни пейсажи, видовме како се бори со лебеди, а сепак се поминува убаво. При крајот на неговиот одмор ни испрати видео од најскапото кафе кое што го испил деновиве, ако не и месециве, па да го слушнеме неговиот коментар на Радио 2, да го погледнеме и на македонската телевизија. Здраво, Зорке. Го пијам најверојатно своето последно кафе во Норвешка. Со ваков стандард веќе не може да се истрши. Ова што го гледаш пред мене чини 8 евра. Или по норвешки некаде околу 80 круни. За да си го дозволам ова, морав да соберам 47 пластични шишиња од разни канти во Норвешка и да ги вратам во машините за рефундација. Велат, работата го краси човекот. Јас ова моje утринско кафе, навистина го уживам заслужено.
Меракот нема цена, ама се чини дека некои цени го надминуваат и меракот. Кој е најскапото кафе што си го платил и си го испил досега? Вредеше ли? Со следната гостинка плативме скапо кафе, некое златно во Абу Даби, не знам, ни ставија нешто, ќе ни објасни после. Сочувствувавте ли златно? Нешто, некое макијато, 20 евра тогаш беше, сега е сигурно 40. Ама јас не пиев. Јас само видов како изгледа. Нешто. Ти само беше златно следок. макијато беше така, нешто го мешаш и пиеш макијато со злато. Прекрасно. Врска. Дали вредеше, ќе ме прашаш? Нема да ме прашаш, така? Да, Го чекам прашањето. дали вредеше, тоа те прашав, ама ти се занесе со златните. Не, интересно е што за некои работи дефинитивно не размислуваме колку трошиме пари, тоа е добра храна, добро кафе, добра пијачка, некој убаво патување, но постојат и работи кои што не чинат ништо, а сепак ги штедиме, на пример едноставни зборчиња, како те сакам и слично. Колку често ги кажуваш? Па често кажу. Те сакам? Те сакам кажувам многу често. Ама кога ќе кажам те сакам, ти помисли на тебе ти кажав. Еве сега ова е за тебе, те сакам. Го почувствував. Дали понекогаш забораваме да им кажеме на луѓето што најмногу ни значат? Сигурно. Да, повеќето да. Сега со ова тема ќе ја најавиме нашата следна гостинка. Ќе погледнеме еден краток извадок од рилчето кое што го направи со нашата гостинка и низината екипа. Може? Може. Ајде. На кого би се јавил, за да кажеш дека го сакаш? Кај тато. Ајде да видиме. Папа, да ти кажам дека те сакам, ти се јавам. Ја, фала, тато. Браво! Браво! Имам две сестри, на која сакаш да ти се јавам? На Не знам. помалата или на Не знам. постарата? Која ќе биде поизненадена, еве, ајде да видиме. Ако не ми крене. Ако не ми прекрене, ќе биде смејно. Абе, те сакам. Те сакам. Добро. А ти мене бе? Да. Шо да? Ја што сакам, кога ќе Колку ме сакаш? те кога се спремам за работа. Колку ме сакаш, кажи ми само. Но, Најмногу на свет? Леле, и јас тебе. Ало, кај си бе? еве, ти се јавувам, само ти кажам дека те сакам. Ја тебе, да, кај си? Ти мене шо? И ти мене шо? Ја тебе сакам. Ајде, се слушаме. Те сакам, ајде. Слушај, кај сестри ве најбоље проаѓа. Ете, добро видовте, тимот на Reality Check денови ви имаше интересен експеримент. На млади луѓе им понудија 2000 денари ако им се јават на родителите и им кажат те сакам. Искрено, во време кога едно кафе почнува да личи на инвестиција и оваа понуда воопшто не беше лоша. Но најубавиот дел од ова не беа парите, туку насмевките што се слуша и од другата страна на телефонот. Затоа што некои работи за среќа се уште немаат цена. Ова утро со нас Или Пешева, авторката на Reality Check. Добре ни дојде да се наместам вака убаво. Секогаш ми е задоволство да бидам со вас. Подготвивме кратки прашања за кратки одговори, да видиме колку ќе се снајдеш, дали ќе ги знаеш. По анкетата што ја направивте, ја видовме сега. Дали младите денес потешко велат те сакам или ние повозрасните потешко слушаме? Јас мислам дека на младите ми е полесно да кликнат на емотиконот на срцето, Добро. отколку да кажат те сакам, ама за тоа сме виновни ние повозрасните заради тоа што не сме потикнувале изразувањето на емоции и некако останало дека тоа е нешто срамно да се каже. Инаку не случајно во нашиот рил во епилогот се претежно момчиња, заради тоа што и така одевме, бидејќи стереотипите најмногу се дека мажите најчесто се стегаат кога треба да изјават љубов. Но после тоа многу беше интересно заради тоа што не контактира и наши соработници, психолози така натаму, кои што река обрнете внимание дека не е само тоа што они го кажаат, те сакам и нели што добија одговор од нивните дома, туку како беше нивното тело пред да го слушнат те сакам и што се случи кога го слушнаа те сакам. Како гласот вибрираше така што не знам, емоциите будат се серотонин, допамини, адреналини, така што да си ги фрламе секош кога може. Ова беше кратко. Па добро, те оставив дека прво прашање. Луѓето и денес ве препознаваат по зебра. Што е побаво, да те паметат по емисија или да те паметат по епоха? Па види, па веројатно по епоха. А јас сум тука неколку епохи. Колку години имаш? 125. Ако денес повторно ја стартуваш зебра, што прво би променила, концептот или публиката? Тогашната публика или сегашната публика?
Тешко прашање, не знам. Сегашната. Знаеш што, мислам дека сега е многу тешко да се направи таков тип на емисија, заради тоа што едноставно луѓето многу се плашат од таа култура на поништување, cancel culture, и мислам дека многу тешко ќе биде да се најдат гости кои што директно во живо ќе се соочуваат, знаејќи дека тој што седи спроти нив има контрааргументи од нивните. Мислам дека храброста е изгубена, сега многу тешко би стартувала таква емисија пак. Имаш работено и во време кога веста мораше да биде точна. Денес доволно ли е само да биде брза? Па не, заради тоа и живееме во свет на полувистини. Што е потешко денес, да се најде вистина или да се задржи внимание подолго од 15 секунди? Да се задржи вниманието, значи фокусот ни е опскоп. Мислиме дека можеме да правиме многу работи во исто време и уствари убиецот на фокусот не се само телефоните, туку тоа што мислиме дека можеме да правиме повеќе работи исто време, мултитаскинг. А дали алгоритмите веќе подобро не познаваат отколку што се познаваме самите себе си? Да, изненадувачки за жал така е. Еве сите си имаат некој свој AI агент, нели дали е ChatGPT или Gemini. Добро. И тој ви е подобро од сите дома што ве знаат. Реалити чек е имена емисија или услуга што би требало задолжително да ја добива секој граѓанин еднаш неделно? Задолжителна вакцина. Вакцина, добро. Колкав е просекот на години во вашиот тим? И кој го руши? Од тиктокери до фейсбук юзери. Јас сум меѓу најстарите, веројатно, а најмладиот член на тимот има 18 години. Добро. И имаме и највозрастен член на екипа, највозрастни членови на екипата. Има. Некаде просекот 35 еве, да речем. Во редакција кој почесто победува во дебата, искуството или самодовербата во еден ваков тим? Почнува, самодовербата е секогаш погласна и обично почнува, ама секогаш завршува со искуството. Добро. Што е највредно нешто што сте го научиле од генерацијава што може да ви биде дете? Од генерацијата Z. Од генерацијата Z, па и поновиве. Дека не мора да е се совршено за да биде емитувано. А што е она што младите се уште не сакаат да го слушнат од поискусните? Дека светот не почнува со нив. Кога ги гледате денешните генерации, што ве прави поголем оптимист, технологијата или луѓето? Луѓето со технологијата или технологијата со луѓето, не знам, некако изврзано, затоа што веќе не може едно без друго. Добро. А кој е најголемиот мит за младите што преку работата постојано едноставно го демантираш? За помладите? За помладите. Што до дека сега се го површни. Дека се површни. Тоа го мислеше? Мислев дека таа генерација не се занимава многу со детали и не сака да оди многу подлабоко, не сака да оди во длабокото, нели? Ама не е така. Има супер примери од таа генерација кои што јас мислев дека не се гласни, дека не сака да се трудат и така натаму, но не е така. Гласни се, но селектираат на кои теми. Добро. Од Зебра преку Дневник до Реалити чек. Ако земеме ги враќаме годиниве наназад, тоа се 3 проекти различни, секој си бара нели различен пристап. Што е единствено нешто што останало исто кај луѓето сите овие години? Можеме ли да најдеме нешто такво? Потребата да бидат слушнати. И да бидат разбрани и да се препознаат во некој со кој што ќе се идентификуваат барем делумно. Да се вратам на златното макијато со кафето и моабитот Не беше 20, беше 25 евра. 25 евра или долари го пиел, долари. Не го пиев јас тогаш, само видов што беше финтата со тоа златно макијато. Не сватив. Мислам дека имаше некое рендано, некое злато, не знам, као некоја декорација. И не знам дали ти тикнува дека луѓето ја вадеа декорацијата со прст и си ја ставаа на... Да, на завчиња, така, да. Имаше тоа вкус, не имаше никаков вкус. Не, на исто кафе, млек, најобично макијато. капучино. Добро, и бидејќи утро... Капучино со добар пиер. Со добар пијар, 25 долари, сега сигурно 50-60 долари. Што правиме после 8 часот, како ни почнува денешниот ден? Па теретана. Теретанче. Па потоа На со сите други. самодржување и потоа потоа монтажа. Одиме со последната емисија на Реалити чек за оваа сезона и ќе се одјавиме после малку за летово, ќе направиме пауза, иако имаме многу содржини кои што ни се снимени, кои што ги планираме за текот на летото, така што нема да биде здодевно тие што
многу ми пишаа после оној рил каде да ве сретнам на улица, ние ќе ве сретнеме вас на улица, ќе бидеме тука, значи не е дека нема да работиме, ама ќе правиме малце друг тип на производи кои што се повеќе за забава, да кажем, по лајт. Рилот стана вирален и тоа само за неколку часа. Да. Благодарам што ни дојде во звук што се гледа. Сакавме да ја пренесеме пораката не само поради виралноста на видеото, туку темата што ја содржи внатре. Да, ви благодарам што ја препознавате темата, многу ми е драго и се радувам заради тоа. Како што кажа, видеото стана вирално, но многу ме фасцинираше тоа што добивав пораки, многу пораки, и видео пораки, и текстуални во кои што си ми покажуваа како се изразуваат љубов во семејството, бидејќи рилот беше само за семејството. Значи некој ми реагира зашто нема партнери, ќе има во некој друг друго видео, но онака баш се прошири љубов и ми се свиѓа за тоа. Благодарам многу и ние шириме љубов посебно за гости што ни доаѓаат во 7:45 наутро, многу си ги сакаме. Цела година не станале толку рано. А цела година не станале толку рано, една прегратка. Благодарам многу за гостувањето. Ја испраќаме Ели Пешева, за кратко ни се придружува Зорка, да го одјавиме овој половина час од звук што се гледа на Радио 2 Македонија. Добро утро. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Го видели видеото? Се разнежнив, морам да ти кажам, да, преубаво. Кажувајте си, ве потсетник да си кажувате многу почесто на оние кои што ги сакате, дека навистина ги сакате. Не е тешко, можеби почетокот е малку так не баш најлесен, ама после тоа мислам дека ќе ви стане рутина, ама кажувајте го искрено, а не рутински. Токму така го видели грчатка и младите. Да, пред да се јават и од како се јавија. Полесно, да. Завршуваме со звук што се гледа, наше уште еднаш само да ве Така? потсетиме, нема да ме маваш по рака, нема да ме маваш, ќе бидам краток, само да ве потсетиме за видеа и фотографии. Направивме едни убави вакви шолји за кафе со звук што се гледа или за чај, звук што се гледа Радио 2. Денес дадовме една ваква убав подарок. Замина кај Зоран во Тетово. Зоран, бидејќи ни испрати вчера фотографија, очекуваме ваши фотографии и видеа на Facebook и на Instagram. Така, а се надам дека каде да ќе ги погледнеме и колегите, да им кажеме ги сакаме, дека ги сакаме, да. Се надевам дека ќе добиеме повратен одговор. Нас не сакате, па и ние не сакаме таа работа. Ваня, јас имам едно прашање за тебе. Секогаш расположен кога веќе јас ви поставав толку многу прашања. Кажи ми дали знаеш што ги поврзува нашиот колега Ненад и нашата прима балерина Сандра Мјалкова? Имаат нешто заедничко? Ми мене ме... Не знаеш? Не знам, нежниот глас најверојатно. Ненад има премногу нежен глас сега кога го слушнав. Вчера Ненад славеше роден ден, исто така вчерашниот ден беше посебен ден и за нашата Сандра Мјалкова. Среќен роден. Епа, среќен роден ден на сите што славеа роден ден и вчера и денеска и деновиве. Среќен роден ден, да. И на оние што и денес слават исто така. Апсолутно. Колеги, уживајте убав ден. Да, нека продолжат слушателите на Радио 2 да уживаат во одличниот музички избори во друштво на тимот таму, а ние ќе продолжиме со Маријана, се разбира со содржините во денешно издание на Утринската.